Дали ти самата разбираш како функционира твојот метод, твојата светлина, какви механизми се активирани при лекувањето? Па разбирам, тој метод е познат и во вашиот свет. Лекарите и научниците знаат за него или барем го чувствуваат неговото благотворно дејство. Во болниците се грижат да разговараат охрабрувачки со болните за да им го подобрат расположението. Лекарите одамна забележаа дека ако човекот е во депресија, болеста многу тешко се лекува, лековите не помагаат, а ако кон човекот се однесуваш со љубов, болеста побрзо исчезнува. Тогаш зашто никој не се труди да го разбере тоа и да го развие таквиот метод на лекување до тој степен во кој ти го практикуваш? Голем број од научниците се обидуваат да го разберат тоа. Народните исцелители, народните лекари исто така го користат тој метод и до некаде успеваат во неговата примена. На тој начин Исус Христос и светците ги лекувале луѓето. Во Библијата многу се зборува за љубовта, зашто тоа е чувство кое благотворно влијае врз човекот. Тоа е посилно од се. Тогаш зошто кај исцелителите и кај лекарите љубовта е толку сиромашна, во мали количини, а кај тебе таа доаѓа природно и постои во изобилство? Затоа што тие живеат во вашиот свет и ним им се случува, како и на сите други во вашиот свет, да се препуштаат на погубни чувства. Кои се тие погубни чувства? Што им е заедничко ним? Погубните чувства, тоа се злобата, омразата, нервозата, љубомората, зависта и други. Тие чувства и сите други што се слични на нив придонесуваат човекот да биде многу послаб. Ти, Анастасија, често ли се јадосуваш? Јас никогаш не се јадосувам. Добро, не е важно поради што и на каков начин се добива тој ефект, важен е крајниот резултат и каква корист ќе се добие од него. Кажи ми, дали се согласуваш да дојдеш со мене и да ги лекуваш луѓето? Мојот дом и моето родно место се овде и само овде можам да го исполнувам она што е моја цел во животот. На човекот ништо друго не му дава повеќе сила од родното место, како што го прават тоа родителите, од просторот на љубовта што е создаден од нив. Да ги лекувам луѓето, да ги избавувам од физичките маки и страдања, јас можам да го правам тоа и на растојание, од далеку, со помош на мојата светлина. Епа, добро, ако не сакаш да заминеш, тогаш лекувај ги луѓето од далеку, на растојание. Со тебе ќе се договараме на кое место да доаѓаат оние што сакаат да се лекуваат. Тие ќе си плаќаат, а ти ќе ги лекуваш според утврдена тарифа. Се согласуваш ли со тоа? Владимире, јас разбирам дека ти сакаш да имаш многу пари. Ќе ги имаш, ќе ти помогнам. Само не може да го правиме тоа на таков начин. Во вашиот свет земаат пари за лекување, поинаку и не може да биде, но јас подобро ќе го правам тоа без пари. И освен тоа не можам да ги лекувам сите, бидејќи се уште не сум сватила во кој случај лекувањето носи полза и во кој штета. Јас сватив дека физичката болка не е ништо во однос на душевните маки, но тогаш се уште не можев да ја лекувам душата. Сакав да дознам како се прави тоа и дали воопшто е возможно тоа. Сега веќе знам, тоа е возможно. Го разбрав и тоа дека физичките болести во човекот не се појавуваат само поради неговата изолација од природата или поради темните чувства кои што се појавуваат во него. Болестите се еден од механизмите за предпазливост, па дури и за спас од значително поголеми маки. Тие се еден од начините за комуницирање на големиот интелект, Бог, со човекот. Болката од човекот е и негова болка, но поинаку не е можно. Како да ти се каже, например, тебе на друг начин, не полни го стомакот со такво ѓубре. Ти не се разбираш само со зборови, земаш разни лекови против болки и пак упорно продолжуваш да го правиш истото. Тогаш според тебе не треба ли да се лекуваат луѓето? Не треба ли да им се помага кога тие не се во состојба да го прават тоа самите? Треба да им се помага, но пред тоа треба да се знае причината за појавата на заболувањето. Неопходно е да му се помогне на човекот да разбере што сака да му каже големиот интелект, Бог, но многу е тешко да се направи тоа, може да се сгреши. Болката е доверлив разговор помеѓу двајцата кои што се познааваат многу добро.
Вмешувањето на трет субјект повеќе е штета за човекот отколку некаква помош. Тогаш, зошто ги излекува кај мене сите болести? Значи ли тоа дека си ме навредила? Сите болести ќе се вратат кај тебе доколку не го промениш начинот на живот и твојот однос кон другите, но и кон себе си. Болестите ќе ти се вратат ако не промениш некој од своите навики, зашто токму тие беа причината за твоите болести. Јас не сум и нанела никаква штета на твојата душа. Постојат неколку главни причини за болестите што се појавуваат во човековото тело. Тоа се погубните чувства, емоциите, вештачкиот режим на исхрана и составот на храната. Отсуството на краткорочни и долгорочни цели, погрешното сваќање на сопствената суштина и на сопствената цел во животот. На болестите во телото можат успешно да им се спротивставуваат само позитивните емоции, бројните билки и преосмислувањето на сопствената суштина и на сопствената цел. Тие можат да променат многу и во физичката и во душевната состојба. Како е можно во условите на вашиот свет да биде воспоставена загубената врска на човекот со растенијата? Веќе ти раскажав за тоа, а осознавањето на сето друго полесно е да се постигне преку личниот и непосредниот контакт со растенијата. Исто така, со светлината на љубовта можат да се излекуваат многу болести на нашите блиски луѓе, па дури и да им се продолжил животот, ако околу нив се создаде еден простор на љубовта. Но и самиот човек, ако успее да ги поттикне во себе си позитивните емоции, со нивна помош може да ја отстрани болката, да ги излекува своите болести, па дури и да ги отстрани отровите. Што значи да ги поттикне? Како можеш да мислиш на нешто убаво кога те боли забот или пак стомакот, например? Чистите и светлите мигови во животот, но и позитивните емоции како ангели заштитници ќе ја победат болката и болеста. А ако некој човек немал доволно чисти и светли доживувања кои што предизвикуваат исцелувачки и позитивни емоции, тогаш тој што да прави? Веднаш треба да создаде нешто што нив ќе ги поттикне. Тие доаѓаат кога блиските луѓе се однесуваат кон тебе со искрена љубов. Ти самиот треба да создадеш такви ситуации со своите добри постапки. Во спротивно не би можел да те спаси дури не твојот ангел заштитник. Ме интересира дали јас сум имал такви мигови и каква е нивната сила, како да ги поттикнам? Тоа може да се поттикне преку сеќавањето за нешто убаво и пријатно од минатото. Со помош на таквото сеќавање почувствувај ја онаа блажена состојба која што си ја доживел.